Инцидент на граница на физичка пресметка меѓу наставници и директори. Жалбите се дека се отпуштаат кадри и истовремено се примаат нови, без услов за положен стручен испит во Беровско-Делчевскиот регион. Државниот просветен инспекторат засега не може да каже дали конкурсите се законски, зашто и инспекторатот имал дилема кој закон треба да се почитува, за образование или за работни односи, поради што е побарано толкување од владата и од собранието. Не е дозволено снимање. Ова скапо ќе го платиш, се закани директор во Берово на екипата на Канал 5 која ја извршуваше својата работна обврска. Конфликти помеѓу директори и наставници на работна физичка пресметка, но и закани за новинари продуцираа огласите за прием на наставници, приправници во осмолетка во Берово, актуализирајќи ја дилемата по кој закон треба да се распишуваат огласите за прием на наставници. Во Македонија огласите се по желба на директорите, или по законот за работни односи, или по законите за образование, а во овој хаос не се знае, никој инспекторат е надлежен да врши контрола. Ова го признаваат и од државниот просветен инспекторат, кои потврдуваат дека со овој дуализам со години наназад се изигруваат законите, а на директорите им се дозволува да си примаат наставници по собствен избор. Поведов една постапка преку владата, преку собранието, во фаза на реализација е да се изјаснат дали ќе се оде по законот за работни односи или по законот за образование. Стручниот испит на наставниците од Берово, Делчево, Каменица е пречка за нивно вработување, велат наставниците, кои со огласите за приправници, распишани по законот за работни односи, остануваат надвор од училиштата. Се распишуваат конкурси како да станува збор за конфекции. Исто ја користам оваа можност да се обратам и до министерот за правда, да го прашам дали во оваа држава има луѓе од прв и од втор ред. Имавме представки и до просветниот инспекторат и до инспекторатот за труд, и од двете места имаме одговор дека не се надлежни ни просветниот инспекторат, нити инспекторатот за труд. Наместо одговор веде директорот на осмолетката Дедо Илјо Малешевски во Берово, Киро Стоиловски, со своја представа. Ивете сливате дека треба. Ајде, молимте. Пушти го, нека се слуша. Камерата нека. Над 30 наставници во регионов правдата ќе ја бараат на суд и пред меѓународните инстанции.